Наоѓаме во училница на часот по македонски јазик за второ оделение. Јас сум оделенски наставник Николина Милевска од Општинското основно училиште Кочо Рацин од Куманово. На овој час, ученици, ќе можете насочено да забележувате некои видливи особини на предмети, поточно училишниот прибор, и ќе научите да го опишувате. Ќе научите правилно да ги употребувате и ќе се обидете да создавате заеднички правила за чување од оштетување и уништување. Ќе започнеме најнапред со игра. Именувај и откри го натрапникот. Ранец, тетратки, боички, фломастери, водени боички, ленијар, летало, молив, гума, ножици, блок, острилки, учебник по македонски јазик, учебник по математика. Кој е тука натрапникот кој што не треба да се најде во оваа група на предмети? Погодувате. Тоа е леталото. Леталото знаекме каде ќе го употребуваме. На ливада, но не и во училница. Ке читаме еден расказ. Станува збор за две другарчиња од исто мало. Расказот се вика Ден пред поаѓање на училиште. Две другарчиња од исто мало, ден пред да тргнат на училиште, се наоѓаат во своите домови. Лена многу му се радува на своето ново ранче. Родителите и го купија за почеток на второ оделение. Исто така и купија и училишен прибор. Таа сака сама да си ги реди во својот ранец, за полесно да се снаоѓа во училиште. Во еден момент и задзвони телефонот. На линија беше незиниот најдобар другар Самир. Уште веднаш Лена се израдува затоа што сакаше со него да ја сподели радоста и да му раскаже што ќе стави во ранецот. Побара од него и тој да ја раскажува за истото. Самир, кој исто така имаше свој ранец и прибор, предложи да играат игра. Сами ја смислија и ја нарекоа: "Ајде погоди кој сум?" Со тоа учеа да опишуваат предмети, да ги опишуваат својот училишен прибор. Самир прв почна. Најнапред ќе ти го опишам мојот ранец во боја. Тој има линии во црвена и сина боја. И на него омилениот лик Мики Маус. Во него за почеток ставив нешто што е направено од дрво. Има остар сив врв. По боја е зелен и без него не ќе можеме да пишуваме. Што е тоа, погоди, Лена? Знам на што мислиш, Самир. Тоа што си го ставил во ранецот е молив, нели? Лена се насмеа поради тоа што и на незиниот ранец го има ликот на Мини Маус. И одма му соопшти на својот другар кој има сличен интерес како неа. Додаде дека по боја незиното ранче е според незината омилена боја, сино. Ајде сега погоди ти, Самир, што имам јас во ранецот? Направена е од хартија. Ги има во многу бои, украсни, но формата најчесто е правоаголна и со многу страници. Знам, тоа е тетратка. Моите тетратки, Лена, се со фудбалери. А твоите? Моите се разбира со мојот омилен лик Мини Маус. Лена, мене многу ми се допадна приборот што е долг, црвен, пластичен, правоаголен и со него можеш да црташ и да ги обликуваш оние форми кои ги изучивме во прво оделение. Мислиш на ленијарот? А сега јас ќе ти откријам една тајна. Со приборот, кој служи за сечење, јас цел ден во мојата соба се обидувам да создадам разни форми, да ја следам линијата
И подобро да ракувам со нив. Знаеш, Самир, тие имаат и метал, и остри се. Лена, поради тоа моите родители често ме советуваат да внимавам со ножиците. Освен хартија, друго ништо не смееме да сечеме. Особено не да се играме со нив. Моите се сини, а твоите какви се по боја? Јас, Лена, сакам да те насмеам малку. Денес јас, во кантичка, со капак, која ќе ја користам и за часот по ликовно, наполнив многу резанки со отпад од мојот прибор, кој има форма на коцка. Баба ми вели дека исклучително е важно и еколошки отпадот да се собира во затворена кантичка, а не да се фрла под клупа или било каде во училницата. Но денес многу се зачудив. Баба ми во кујната извади сличен прибор. Еве, погледни таа за што го употребуваше. Кога размислив и реков, интересна острилка, бабо. Со насмевка и задоволство нивната игра тука заврши. Ви се допадна ли расказот? Научивме ли како се опишува приборот? Сега погледнете како Самир практично ќе употреби една кантичка со капак за две намени. Ќе остри во неа, еве како на примерот, ќе го собира отпадот во кантичката, а подоцна ќе раствара вода на часот по ликовно, неговиот омилен наставен предмет. Интересно. Еве ви задача за вас, ученици. Усмено, опишете го вашето кутивче во кое уредно ќе чувате боички, фломастери, моливот, гумата, а потоа во тетрадка по македонски јазик нацртајте ваш омилен училишен прибор. А овие кутивчиња, сигурно по опис препознавате чии се? Да, на Лена и на Самир, поради нивните омилени ликови. Ајде да се договориме за свое правило насочено кон учебниците. И тие се дел од нашиот прибор. Задолжително треба да се потпишат со име и со презиме. Се завиткуваат во прозирна обвивка за да може да се заштитат, полесно да се гледа нивната корица, за да може учениците да го препознаваат учебникот според фигури и според насловот. Еве го учебникот за второ одделение за математика. Учебник по природни науки. Учебникот по македонски јазик. Некоја вежбанка за часот по општество. Еве фолија со која што може да се завиткаат нашите учебници. Некои наши правила за учебниците би сакале да важат за дома, ама и за на училиште. Чувајте ги учебниците од нивно оштетување. Тие се нашиот извор на знаење. Никогаш немој да ги кинеш или шкрташ, бидејќи од нив следната година може да учи и друг ученик. Имајте безгрижен престој во училиште, дечиња. Среќно, ученици! Погледнете ги сега Лена и Самир како сами, заедно, секојдневно одат на училиште. До гледање!